Со истражувањето за загадувачите на Скопје, кое потврди дека 90% од PM10 частичките доаѓаат од оџаците на домовите кои се затоплуваат со огревно дрво, откриена е Америка. Како на некој тоа да не му беше јасно, но како и да е, ваквите резултати во целост се однесуваат и на загадувањето на Кочанската котлина, особено градот Кочани, како најнаселено место со најголем број домови. Особено затоа што овде е уште поголем процентот на население кое секојдневно гори големи количини на дрва. Ако дрвата се проблемот, тие треба да бидат и првично решение за намалување на загадувањето. Фактот дека кочанчани речиси 100% се греат со дрва набавени во тековната година, сам по себе зборува дека истите сурови или недосушени се ставаат во печките, при што испуштаат многу повеќе штетни честички отколку да се например лански. Впрочем и производителите на печки на дрва пропишуваат горење на дрва стари барем 2 години. Во Кочани и Кочанско проблемот со загадувањето дополнително го усложнува фактот дека голем број граѓани дрвата за огрев ги добиваат во септември, октомври или подоцна, кои при согорувањето прават повеќе штета отколку корист. Не е на одмет локалната власт да размисли за откривање и санкционирање на екстремните загадувачи, бидејќи јавна тајна е дека голем број семејства во печките ставаат пластика, гуми, конфекцијски отпад и што ли не. Само да се загреат колку толку, притиснати од сиромаштијата. Сигурно е подобро на таквите да им се помогне околу огревот, отколку да се остават да го трујат градот.